различито меѓу етничките групи. Националноста не значи ништо тука. Не, кога немаш работа, тука све едно ти е. Што не раздвојува се можностите да се некои проблеми да се избегнат, позицијата на која се наоѓа младиот човек. Мислам сега дали да зборувам од аспект на подмладокот или така. Па сега функцира подмладокот сте. Ние мислиме дека младите албанци немаат баш можности во секоја сфера да ги реализираат своите потреби. Сигурно не им е лесно и на сите други млади во Македонија, што не разликува. Тоа е предност, мислам. Сите модерни држави имаат различитости во себе, јазик, култура и така. Рекојте, младите албанци немаат можност. Дали само поради тоа мислите што се албанци или... Па добро, зависи како се гледа. Ние мислиме во некои случаи затоа што се и албанци. Имаме проблеми со образованието, некои отворени прашања во образованието кои за албанците мислам не се наоѓа позитивна енергија да се решат. Одредени подобрувања во средношколскиот систем има кај албанците, пофатени се во средношколскиот систем, али за високото образование тоа кај албанците е голем проблем. Добре, средата се уште не е завршена, продолжува и наредниот ден кај председателот, меѓутоа колку што има информација од таму дека лидерите на албанците притискаат, ако така можеме да кажеме, сепак ова не се некои ултимативни преговори или разговори на промени или измени во уставот. Колку тоа е решение за надминување на овие меѓуетнички тензии? Добро, мислам, тоа е стар став на ПДП дека уставот и Преска реков е генератор на некои проблеми и во уставот има некои недоречености. И прашања кои се сврзани за проблемите на националностите се остават да се уредуваат со закон, нели? А истите прашања кои се сврзани со македонците се решени со уставот. Тука зборувам за... Мислите дека уставот е правен за граѓаните или посебно за македонците, посебно за албанците? Уставот декларативно е граѓански, нели? А преамбулата почнува со национална декларација дека Македонија е национална држава, а нели декларативно се изјавува дека уставот е граѓански устав. Прашањата кои се сврзани за високото образование, употребата на јазиците на националностите се остава да се уредуваат со закон. Тоа и во уставот нели е наведено. Се нема позитивна енергија нели и за анализа на уставот. И кога се образложува уставот, се образложува во потесна смисла, не во поширока. Од уставот ги дава уставните рамки за донесување на закони и подзаконски акти. Кај нас секој закон и подзаконски акт се гледа рестриктивно при неговото донесување, не се донесува во поширока смисла. Уставот само ја дава основата, а законот ги одредува потемелно, попрецизно. Сега кај нас кога се донесува законот, он се донесува рестриктивно, мислам негативно. Не се донесува во поширок смисол. Не знам дали бев јасен. Јас би сакала мал коментар. Мислам дека се работи за сензибилитет на поединец. Јас сум сензибилна и јас мислам дека понекогаш како некој да ме мрзи во државава, па не можам да си ги завршам за работите така како што треба. И мене ми треба долго време да чекам пред шалтерот за да завршам одредена бирократска работа и тоа навистина, верувајте, тече бавно. Секој граѓанин тоа го примета. Сега ако сте припадник на одредено малцинство, имате чувство дека токму вас тоа ви се случува за тоа што сте припадник на одредено малцинство. Јас тоа го разбирам.